Колективниот погреб на загинатите од трагедијата во Кочани ќе се изврши во четврток, најави денеска брегалничкиот митрополит господин Иларион по одржаната работна средба со директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Погребот би требало да се случи во четврток, но за времето ќе се договориме накнано, бидејќи од повеќе градови имаме починати. Заради моето присуство како надлежен архиереј на повеќе места, ќе го договориме терминот, а на масовниот погреб кој што ќе биде во градот Кочани, каде што настана ова несреќа и од кај што има најмногу жртви, ќе присуствува неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан, со повеќе архиереи на нашата света помесна црква и со клирот на Македонската православна црква, испраќајќи ги своите чеда во вечноста, кај вечно живиот Бог. Точниот тајминг дополнително ќе се утврди. Времето ќе го утврдиме дополнително во текот на денешниот и утрешниот ден. Како на погребите ќе учествуваат повеќе владици од синодот и ќе има свештеници за секој починат, ќе има по еден свештеник. Ангелов открива дека помеѓу повредените има и неколку пожарникари. Еден пожарникар од Кочани, мислам дека е командирот, моментално е на кислородна поддршка, односно тој не е животно загрозен, но ставен е на да диши кислород, за да неговите бели дробови закрепнат. Брегалничкиот митрополит ги демантира информациите дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија, била настрана од оваа страшна трагедија, што и се случи на Македонија. Најнапред неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан, од името на сите архиереи на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, клирот и верниот народ, испрати сочувство до настраданите, до семејствата, до болните, а воедно и секојдневно сите архиереи на нашата црква заедно со поглаварот и целиот клир секојдневно упатуваат молитви деноноќно и за починатите, но и за настраданите. Ангелов и господин Иларион упатија длабока благодарност до сите кои на свој начин дале придонес за спасување на повредените, но и утеха на семејствата на загинатите.